Проблемите од сферата на инфраструктурата, кои постојано се наталожуваа во општина Берово и кои бараа итно решавање за нормално функционирање на секојдневните активности на населението, 19 години беа оставени во позадина за да се решаваат во некое друго време. Иако граѓаните постојано бараат да се репарира еден мал дел од пат, да се направи еден мост, да се поправи водовод. Барањата останаа пусти, а Берово и понатаму остануваше да тоне помеѓу оние градови во кои никако ништо да се смени и да остане само руина од она што е изградено пред 50 години. Сепак, работите тргнаа од мртвата точка. По само 2 години од добивањето на локалните избори, градоначалникот Драги Наџински успешно реализираше голем број на инфраструктурни објекти, кои сведочат дека само со напорна работа може да се дојде до реализација и токму преку овие проекти е најавена ренесансата и новиот развој на општина Берово. Преку реализацијата на проектите финансирани од буџетот на општината и од разни донатори, Берово и селските населби доживееја инфраструктурна експансија. Урбаниот лик на секој град се огледа во неговиот плоштад. Токму затоа, преку проектот уредување на централното градско подрачје, плоштад Димитар Беровски, комплетно се смени ликот на центарот на градот, со што Берово доби плоштад кој многу градови во Македонија го посакуваат. Новиот плоштад е со површина од 2700 квадратни метри, со фонтана во својот централен дел, нова урбана опрема и нови канделабри, со кои е постигната хармонија помеѓу модерните и традиционалните вредности. На самиот плоштад од страната на поранешната стоковна куќа е изградена летна сцена на која се одржуваат настаните кои се организираат во општина Берово. Возможивме Берово веќе да не изгледа на една мала паланка, туку го направивме на едно градче кое претендира да го развива туризмот. Втората фаза од плоштадот опфати и дел од улицата Маршал Тито во пределот од постоичкиот плоштад до црквата Рождество на Пресвета Богородица, на која постоичката коцка беше преуредена со нови фигури, додека тротоарите се поплочија со бехатон плочки, со што се задржа дел од изгледот на традиционалната чаршија во Берово. Улицата Маршал Тито, на потегот од полициската станица до музејот, е асфалтирана со обележани паркинг места, изградени се тротоари и трајно е решен проблемот со атмосферските води. Надвор од проектот извршена е вертикална и хоризонтална сигнализација на улицата, подобрено осветлувањето со замена на уличните светилки со штедливи и обновене дрворедот. За комплетна реализација беа потребни помалку од 2 години, а вкупната вредност на проектот, кој се реализираше во 3 фази, е 27 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општината и Швајцарската агенција за развој и соработка. Покрај ова, санирани се и сите ударни дупки во градот со површина од околу 800 метри квадратни, за кои се употребени околу 130 тони асфалт. Комплетно се санирани и асфалтирани улиците Партизанска и Мирчацев, кои представуваа едни од најоштетените, а воедно и главни сообраќајни градски артерии. Од почетокот на мојот мандат па до ден денес, целото мое вложување во подобрувањето на сообраќајната инфраструктура вроди во плод, така да повеќе улици во самиот град Берово се санирани, подобрени, асфалтирани. Со цел подобрување на патната инфраструктура, општината и владата на Република Македонија преку Агенцијата за државни патишта финансираше реконструкции на едни од најзначајните и најоштетените патни правци во општина Берово. Тоа е регионалниот пат Виница-Берово, односно од Превалец до Смојмирово во должина од 13,6 км, локалниот пат село Русиново, село Владимирово со вкупна должина од 3 км и дел од регионалниот пат Берово-Струмица. За овој градежен потфат беа обезбедени вкупни средства од околу 132 милиони денари. Во тек се и постапки за реконструкција на неколку локални патишта на територијата на општина Берово.
Треба да се потенцира и тоа дека општината прави напори да се асфалтираат и улиците во околните населени места. Таков е примерот со село Русиново, каде 2 улици се комплетно изградени и асфалтирани, а кои се од големо значење за местното население. Но ова е само почеток. Во иднина, благодетите од неуморната работа на локалната самоуправа ќе ја почувствуваат и жителите на Будинарци, Владимирово, Двориште и многу други села. Од останатите инфраструктурни решенија ќе ги споменеме и велосипедската патека која води до манастирот Успение на Пресвета Богородица и туристичко-рекреативната патека Берово-Абланица. Еден од најголемите капитални проекти, не само во Малешевијата, туку и многу пошироко, е изградбата на пречистителната станица за отпадни води и современ систем за преработка на водата за пиење. Со тоа се задоволени и највисоките еколошки стандарди за заштита на водите во река Брегалница. Самиот објект е донација на швајцарската влада и е во функција веќе 1 година. Водите во реката веќе се чувствува дека се подобри, значи пречистувањето е значително. Има известување дека рибниот фонд се зголемува или можеме да кажеме дека реката Брегалница се буди, повторно оживува. Вкупната вредност на проектот е близу 523 милиони денари. Од останатите реализирани и започнати проекти за одбележување и програмата на азбестните цевки на улицата Страшо Пинџур во Берово и санацијата на канализациониот крак во село Русиново, изградбата на колекторскиот систем и канализационата мрежа во село Митрашинци. Во делот на образованието и спортот, затекнатата состојба беше идентична како и во останатите сфери. Сепак и овде работите започнаа да се менуваат на подобро. Неколку години наназад не се инвестираше во објектите каде што престојуваат децата и се одвиваше наставата, така да можам да се пофалам со тоа што неколку подрачни училишта од Централното училиште Дедо Илјо Малешевски беа реконструирани, реновирани, беа подобрени условите, се постигнати резултати во санирањето на детската градинка. Сметаме дека тоа е најдобрата инвестиција, да створиме услови да децата се образуваат, да можат за воиднина да го водат нашето општество, да ја водат нашата држава. Преку проектот на владата на Република Македонија за изградба на спортски сали низ Републикава, кој се реализираше преку Агенцијата за млади и спорт, Берово доби можност да се вброи во оние градови во кои спортските активности се секојдневие и во кои љубителите на спортот имаат простор во кој можат да спортуваат и да се рекреираат. Во спортската сала доста инвестиравме со тоа што изградивме комплетно парно грејење, поврзана е спортската сала со водоводна, канализациона и електрична инсталација. Внатре е салата комплетно опремена и тоа со наши инвестиции благодарение на локалната самоуправа. Имаме скеле за поправки и одржување на спортската сала, професионална машина за чистење на салата, гардероба е комплетно опремена. Во Општинското средно училиште Ацо Русковски опремени се кабинетите по стручна настава, а во блиска иднина ќе биде реновиран и покривот, со што целосно ќе се заврши циклусот за осовременување на условите за престој и образование на учениците. Во ова и во останатите основни општински училишта инсталирани се сите 1000 компјутери, со што во целост е реализиран проектот Компјутер за секое дете. Од посебна важност е да се истакне дека локалната самоуправа право пропорционално инвестира и во руралните средини. Пример за тоа е основното училиште Никола Петров Русински во селото Русиново. Реновирана е училишната сала, таванот кој беше руиниран, сега е
комплетно реновиран и сега условите за физичко и здравствено образование значително се подобрени. Исто така е заменета комплетно столаријата во училиштето, односно сите внатрешни врати кои беа доста стари и оштетени се заменети со нови. Подот во приземјето на училишната зграда сега е комплетно реновиран, ставени се нови гранитни плочки. Со почетокот на учебната 2010-2011 година е реновиран покривот на училишната зграда од проектот за основно образование финансиран од УСАИД. Со тоа влегуваме меѓу училиштата кои добиле по 2 гранта од проектот за основно образование од компонентата реновирање.